Перуниката, со латинско име Iris germanica, е трајно декоративно растение кое достигнува висина до 80 см и ширина до 40 см. Листовите се исправени, меснати, со копиест облик и светло-зелена боја која задржуваат преку целата година, што ја прави привлечна и надвор од периодот на цветање. Цветовите се големи и впечатливи, составени од 6 ливчиња, 3 поголеми и 3 помали, најчесто во виолетова боја, со жолти или бели дамки и виолетови жили на дното, што им дава уникатен декоративен изглед. Одржувањето на перуниката не е комплицирано и ако е соодветно, обезбедува обилно цветање. Најдобро успева на сончево место, а светлината е клучна за развојот на цветовите. Земјата треба да биде сува, добро дренирана и богата со хумус. Перуниката е отпорна на суши и ниски температури, што ја прави погодна за различни климатски услови. Сепак, во периоди на долга суша, умерено полевање може да помогне да се задржи свежината на листовите. Подземното стебло, ризомот, е задебелено и хоризонтално се разгранува во земјата. Перуниката се размножува со делење на ризомот на есен. Притоа, ризомот се вади од земја, се дели на неколку делови и секој дел мора да има неоштетен корен и неколку листови. Листовите се скратуваат на околу 10 см за да се намали испарувањето и да се олесни вкоренувањето. Садењето се врши плитко, ризомот се покрива со 2 до 3 см земја, а растојанието меѓу садниците треба да биде околу 35 см за да има доволно простор за развој. При садење се препорачува додавање органски материи, како компост или добро разложено арско ѓубриво, но треба да се избегнува употреба на ѓубрива богати со азот, бидејќи тие поттикнуваат прекумерен раст на листовите на сметка на цветовите. Во текот на годината, пожелно е да се отстрануваат сувите листови и прецветаните цветови за да се спречи развој на болести и да се задржи декоративниот изглед. На секои 3 до 4 години, насадите може да се подмладат со делење на ризомите, бидејќи постарите цветаат помалку. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.